Технички поставениот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски без образложение и правна поука ги разрешил началниците на СВР Охрид, Куманово, Скопје, Битола и Велес. Началниците се разрешени иако станува збор за професионалци кои целиот работен век го минале во Министерството за внатрешни работи и досега покажале извонредни резултати. Во решенијата за смена техничкиот министер Спасовски не се повикал ниту на Законот за внатрешни работи, ниту на Законот за полиција. Било наведено само дека решенијата биле изготвени согласно Законот за влада и Законот за организација и работа на органите на државната управа. Спасовски ги потврди смените и вели дека истите се направени бидејќи сметал дека имаат направено сериозни пропусти и демантираше дека смените имаат врска со случајот фабрика за фалсификувани документи. Направив промени заради тоа што сметам дека треба да направам бидејќи има сериозни пропусти. Оставив доволно време, давам подршка секогаш на професионализмот и тоа упадот во УКИМ навистина не може да се толерира на полицијата. Не може да се толерираат истрагите кои што биле на некој начин во застој. На местото началник на СВР Скопје е поставен Лазо Велковски, телоохранител на подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска, кој пријави обид за атентат врз неа направен со пластично шише. Дел од вработените во МВР смените ги оценуваат како одмазнички чин кој треба да биде прикриен пред празниците и сметаат дека се работи за директен партиски удар. Покрај тоа решенијата за смена на началниците и контрадикторот на изјавата на Спасовски дека тој нема да прави смени во МВР. Нема да влезам во Министерството за внатрешни работи или нашите министри во сите други министерства да разрешуваме и да креираме политики. Ние сакаме да бидеме контролор на оваа власт. Додека едни менува Спасовски, други во пресрет на празниците одлучил да ги награди со унапредувања спротивни на системот на кариера. Унапредување добил Јовче Ременски, сопругот на министерката за труд и социјална политика Фросина Ременски. Без интерен оглас, Ременскиот самостоен инспектор во полициската станица Газибаба е унапреден во генерален советник, инспектор во кабинетот на управата за безбедност и контраразузнавање, што е незаконски скок од 4 скалила. На сличен начин деновиве унапредени се уште 10 лица. Насер Селмановиќ со унапредување во началник на единицата за поддршка во секторот за следење направил скок за 5 места, како и Борче Петревски кој е унапреден во генерален советник во кабинетот на УБК. Златко Апостолски од дежурен во полициската станица Чашка е унапреден за 7 скалила во помошник директор. Јовица Петрушевиќ поставен за генерален советник во кабинетот на УБК. Останатите се унапредени за по едно ниво, повторно без интерен оглас и без да извршуваат иста или сродна работа. Спасовски го унапредил и Кирил Соколово, главен инспектор во одделението за заштита на уставното уредување и спротивставување на тероризмот, иако против него има пресуда за 3 години затвор во случајот шпион.